Значи се подготвува таква акција, но не можам јавно да соопштам кога ќе биде, бидејќи ако ја соопштиме јавно, кога ќе излеземе на лице место, ќе видите дека таму ги нема. И истата да не биде пробиена, ќе бидат вклучени инспектори и представници од сите институции од други градови, ќе се направи една масовна акција, бидејќи видите, сведоци сме секојдневно дека покрај градскиот пазар, кој што единствен по закон дава таква услуга, или пак регистриран на продавница за продажба на прехранбени продукти и овошје, ние покрај градскиот пазар во моментов имаме 2 или 3 локации на диво, лоцирани најголем дел на приватно, но добар дел и на јавна прометна површина, кои што кога нашите инспектори одат на лице место со полиција, во истиот момент тоа се дислоцира и влегува на приватен посет и вие веќе како општинска инспекција немате никаква надлежност, потребен ви е пазарниот инспектор. Кога ќе се јавите на пазарниот инспектор, ви вели, а извинете, јас сум на друга работна задача и не можам да ви овозможам асистенција и така натаму, секој на секого се вади, ние резултат конкретен немаме. И затоа усогласиме на ниво на раководители на овие агенции, значи една заедничка акција која што ја најавуваме, но не кажуваме кога ќе се реализира и мислам дека многу успешно во еден ден ќе ставиме крај барем на половина од овие диви продавачи со акцент на локации како што е, значи, локацијата спроти Сателит која што е нам поменавте и локацијата спроти градскиот пазар на Трета Македонска, дополнително трета локација ви е, значи, кај стариот градски парк и четвртата локација ви е кај населба Средорек, петата локација ви е кај паркот Соколана. Тие се вообичаено најкритичните точки кои што за жал луѓе кои што работат промет на црно го работат тоа и едноставно не се ни свесни дека предизвикуваат општа опасност. Но да тргнеме и од нас самите, од граѓаните, првенствено од нас самите, дека многу пати сите ние застануваме на тие локации и купуваме стоки без никаква фискална сметка на само место, бидејќи сите ние сме навикнати да запрам со колата, да излезам од колата, да ја оставам тука, по можност не само да купам и да испијам кафе, да се вратам во кола и да се заменам. Тоа се некои навики кои што треба да ги елиминираме сите.